Во земјава почна вакцинацијата на населението, но кај одреден дел од граѓаните постојат резерви кон вакцините или бар кон дел од нив. Колку се основани овие стравувања на граѓаните? Па мислам дека не се основани и тоа е една проблематика што не е само кај нас, туку и во целиот свет има луѓе кои што се резервирани во однос на вакцините. Меѓутоа и историски гледано, меѓутоа и сегашните бројки кажуваат дека вакцинацијата е еден од начините со кои што се справуваме со инфективните заразни заболувања, посебно оние кои што се многу заразни или имаат висока стапка на смртност. Тоа е и случај сега со COVID-19, каде што гледаме земји каде што имаме помасовни вакцинации, ефекти од истото. Колку временски период трае резистентноста на COVID вирусот по имунизацијата и дали доколку пандемијата продолжи следната година ќе биде потребна нов круг на вакцинација? Да, нажалост точен одговор на тоа прашање нема, затоа што е премногу кус временскиот период и од клиничките испитувања, но и од масовната апликација на одредени вакцини. Секако во периодов што поминува, во тој период некои 6 месеци после вакцинацијата, сме сигурни дека се уште има заштита. Меѓутоа, според проценките и знаењата нели од претходно, очекуваме дека тоа ќе биде и подолг временски период. Дали ќе има потреба од повторни ревакцини, ние сите се надеваме дека нема да треба, меѓутоа не можеме да бидеме со сигурност, нели, точно да го кажеме тоа, само ради моментот што она што го гледаме се мутациите кај вирусот и не знаеме во која насока ќе се движат во наредниот период и дали доволно вакцините ќе бидат ефикасни. Во однос на тоа е всушност и прашањето што се наметнува за дали ќе бидат потребни ревакцини, дали ќе треба да бидат малце модификувани за да можат да одговараат на новите соеви или мутации на вирусот. Меѓутоа тоа времето ќе покаже дали ќе има навистина потреба од тоа или не. Европската агенција за лекови вчера потврди дека постои поврзаност помеѓу појавите на згорчување на крвта и вакцината на AstraZeneca, но нагласи дека таа појава е многу ретка. Освен ова, дали има други нус појави регистрирани од останатите вакцини? Вака сериозни или навистина многу ретки и несакани ефекти имаше со Pfizer вакцината со минлив фацијалис, нели парализа на нервус фацијалис, како една од поретките несакани ефекти што беше пријавена. За другите нема нешто друго да сме слушнали, имало некои пак случаи со тромбози со Pfizer, меѓутоа исто така не се уште потврди дали се причинско-последични поврзани или не. Ова се сега случаевите нели за AstraZeneca после помасовна апликација на истата вакцина. Претпоставувам дека и за другите, зависно колку внимателно се следат, ќе дознаваме нови и нови информации ако навистина има такви или ќе останеме само на оние очекувани несакани реакции ден до два после апликација на вакцините. Тоа што спомнавте за Pfizer вакцините е регистрирано кај нас или Не, за во светот. Во светот, а кај во нас? Америка, кај нас немам податоци. Нема. Мислам дека нема такви случаи, тие беа многу ретки, во Америка еден-два случаи имаше неколку. Дали и кога се создаваат антитела по вакцинацијата и колкаво треба да е нивото на антителата кај лице кое прележало COVID-19 за да може да се вакцинира? Да, често пати сега кружат тие информации со анализа на антитела па бројки. Генерално нема студија која што докажа дека одредена бројка штити повеќе во однос на друга бројка за вредноста за концентрација на антитела. Значи присуство на антитела значи заштита. Не е важна колкава е таа бројка од моменталните информации кои што ги имаме. Тоа значи особа која што прележала COVID има заштита. И заштитата не е само антителата, тоа е нешто што ни е померливо и затоа нели сега се зборува толку, меѓутоа тука и клеточниот имунитет кој што секако останува како меморија, како памтење кај индивидуите. Во однос на вакцинацијата исто така се создаваат и едната и другата гранка од имуниот систем се вклучени, така што особите ќе имаат и антитела и клеточен имунитет. Колку долго ќе трае,
како што кажавме, ќе видиме. За сега немаме податоци, меѓутоа секако се очекува дека 1 година ќе трае тој имунитет. Pfizer и Moderna се така наречени mRNA вакцини, AstraZeneca и Sputnik аденовирусни, додека Sinopharm е еден покласичен тип на вакцина, базирана на деактивиран вирус. Можете ли накратко да ни ги објасните кои се разликите меѓу овој тип на вакцини? Може, значи Pfizer и Moderna тие mRNA или вакцини базирани на информационата или месенџер РНК, тоа е всушност носачот во кој што е вметнато секвенцата за синтеза на S протеинот. Тоа е оној спајк протеин на површината на коронавирусот кој што е одговорен или главен што се спојува со рецепторите на површината на хуманите клетки, на тој начин ги инфицира. И тоа е оној протеин или дел од вирусот према кој што нашите антитела се насочени и со кој што всушност го неутрализираат или блокираат. Токму ради тоа беше одбран тој дел од вирусот како мета или цел во вакцините. И всушност ова месенџер РНК се обвиткува во една липидна партикла и така се внесува интрамускулно во организмот. Тука целта е да биде превземена од мускулните клетки, дел од дендритичните клетки, да биде обработена, односно ќе биде прикажан тој протеин и како таков на имуниот систем само му се кажува ова вака изгледа спајк протеинот. Па тогаш нашите имуни клетки почнуваат да создаваат антитела и почнуваат да создаваат памтечки клетки насочени точно према тој спајк протеин. mRNK е многу нестабилна молекула, кога ќе заврши својата функција, односно ќе го создаде тој спајк протеин кој што ќе биде прикажан, таа се распаѓа. Кај аденовирусните вакцини, тука носачот е аденовирус. Значи друг е носачот, а исто е информацијата за спајк протеинот ставена во геномот на аденовирусот, само што ова се нереплицирачки аденовируси. Значи генот што е одговорен за размножување на вирусот е изваден. Со тоа, кога ќе биде аплицирана вакцината, всушност само тој вектор помага да влезе внатре во клетката и да се пренесе информацијата, односно повторно да се синтетизира тој спајк протеин. Пошто е нереплицирачки вирус, тој изумира, го нема само во тие клетки, а понатаму имуниот систем повторно се активира со цел да се создадат антитела клетки према тој спајк протеин. А во однос на инактивираниот вирус, тука имаме вирусот на корона, кој што е инактивиран и како таков тој веќе нема можност да зарази некого, меѓутоа му се задржани имунолошките карактеристики, тоа го викаме имуногеноста. Значи организмот наш, кога ќе биде тој внесен, ќе го препознае како тук и ќе почне да се активира создавање на антитела, меѓутоа не е доволно моќен, односно е инактивиран, не може да направи инфекција. Значи во првите два случаи не е можна инфекција, затоа што ние не внесуваме цел вирус, односно само секвенца за тој еден протеин, а во последниот случај со инактивираниот вирус не може да биде инфекција затоа што тој е уништен, односно инактивиран, а може само да биде препознаен од имуните клетки како туѓ. Една од забелешките на антиваксерите е дека тие mRNA вакцини предизвикуваат промена на ДНК-та на примателот на вакцината и од него создаваат мутант еден вид. Колку ваквите тврдења нема логика? Да, нема логика затоа што mRNK, односно со таа липидна партикла, влегува во цитоплазмата на клетката и тука останува. Тука од таа mRNK се создава протеин, а ДНК-та се наоѓа во јадрото на клетката. Јадрото, како што знаеме сите, обиколено со мембрана, значи не може ни да навлезе таму оваа mRNK, ниту некако да се врзе. Таа останува во цитоплазмата, се создава протеинот и таа се распаѓа. Таа е нестабилна молекула, значи не може никако да дојде ниту до ДНК, ниту да се гради во низе. Тоа се тотално неосновани тврдења. Биолошки не е можно. Не е возможно тоа. Така. Дел од нашите граѓани се вакцинира во Србија. Сега ќе им предстои ревакцинација. Па прашањето ми е дали ако се изврши вакцинација, првата вакцинација со еден тип на вакцина, дали ревакцинацијата треба да биде со истиот тип на вакцина или можно е
ревакцинирање и со друга? Да, тоа се сега нели малце поактуелно прашање. Според моменталната ситуација, препораката официјална е дека ревакцината мора да биде со истиот тип на вакцина, така и од производителите, така и официјално од FDA или од Европската агенција за лекови. Меѓутоа, во моментов постојат неколку студии кои што работат на тоа да видат колкава ќе биде ефикасноста од вакцините ако се комбинираат првата и втората доза да бидат од различни производители. Значи, во моментов има студии за тоа прашање, меѓутоа не можеме да го препорачаме нели како официјално затоа што не знаеме колкава би била ефикасноста нели и што би очекувале. Претпоставувам дека во наредниот период кога ќе имаме информации за истото, препораките ќе се менуваат. Меѓутоа во моментов препораката стои дека треба да биде од истиот производител и втората доза. Ви благодарам за интервјуто. Нема на што.